Пратениците од ВМРО ДПМН од Штип не гласаа за покачување на минималната плата. Ваков статус синоќа се појави на социјалните мрежи објавен од Фејсбук страницата на СДСМ Штип, а шеруван од повеќе партиски членови, меѓу кои председателот Александар Кангалов. Тврдењето е подкрепено со транскрипти на кои стои дека за време на гласањето за минималната плата, пратеникот Никола Мицевски воопшто не бил присутен. Ова предизвика бурна реакција од страна на прозваниот Мицевски, кој својот револт го искаже и на Фејсбук и од собраниската говорница. Сакам да го демантирам овој податок, затоа што доколку не беа пратениците на ВМРО ДПМН, владеачкото мнозинство немаше доволен број на пратеници за да се изгласа и сега овој закон. Би замолил за тоа тело координативно за борба против лажни вести, кое што го формираше премиерот Зоран Заев и неговиот кабинет заедно со тимот, да поработат на едукација на овие нивни портали и да го повторам фактот дека доколку пратениците на ВМРО ДПМН не гласаа за минимална плата, денеска немавме доволен број на пратеници за да се изгласа овој закон. Дополнително Мицевски испрати реакција до медиумите. Како координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН во Собранието на Република Македонија, ја информирам јавноста дека мегафоните на Социјалдемократскиот сојуз уште еднаш докажаа со какви лаги и измами ја трујат јавноста. Во текот на вчерашниот ден, председателот на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Штип, господинот Александар Кангалов, објави лажна вест во која наведува дека пратениците на ВМРО ДПМН не гласале за усвојување на законот за минимална плата. Од друга страна пак, на иницијатива на СДС е креиран акциски план за борба против дезинформации, кој меѓу другото предвидува и санкции против спинување на информациите и ширењето на лажни вести. Меѓутоа, во паника и за да ќарат дневно политички поени, локалните властодржци ја замајуваат јавноста со невистини, измами и манипулации. Со оглед на тоа што господинот Кангалов вчера објави лажна вест, а потоа ја повлече од својот Facebook профил, најмалку што може да направи е јавно да се извини за измислената сторија. Стои во реакцијата на Никола Мицевски. На реакцијата на пратениците од ВМРО ДПМН, председателот на СДСМ Штип Александар Кангалов се огласи со следниот коментар. Во изминатите години постојано сме мета на дезинформации, затоа го поддржуваме процесот за справување со дезинформации и ги повикуваме сите да земат учество. Она што е со сигурност е точно е дека ВМРО ДПМН континуирано и деструктивно го обструираа процесот на донесување на оваа значајна економска мерка. Имено, од ВМРО ДПМН јавно во повеќе наврати се спротивставија на покачувањето на минималната плата, со некои само за нив сватливи објаснувања. Стои во реакцијата на Кангалов. Инаку измените на предлог законот за минимална плата беа изгласани со 59 гласови за. Истата сега ќе изнесува 14.500 денари и ќе се исплаќа од декември.